Благодарам, председателе. Почитуван вице-премиер, почитувани колеги и пратеници, почитувани граѓани на Република Македонија, утре Собранието на Република Македонија при крајот на денот ќе го донесе буџетот на Република Македонија, со што сите буџетски корисници, сите пензионери вработени во државната администрација можат да бидат сигурни дека нивните приходи, лични доходи се загарантирани и ќе се остварат во наредната година. Според мене, буџетот на Република Македонија за 2016 година е добро структуриран, развоен, со силна социјална компонента, што е многу важно. Велам развоен затоа што во него се предвидени досега најмногу средства за развој, за инфраструктурни објекти, над 410 милиони евра, без неколку стотини милиони евра предвидени во програмите на државните агенции, државните јавни предпријатија и сите државни институции што ќе ги инвестираат во наредната година. Тоа значи дека во наредната година ќе се градат болници, училишта, детски градинки, домови за стари лица, патишта, водоводи, канализации, ќе се градат пречистителни станици, колектори за отпадни води, спортски сали, игралишта и така натаму. Тоа за мене е развоен буџет, што гарантира тоа. Но јас сум член на Комисијата за труд и социјална политика и секако најмногу ме интересира дали ќе бидат обезбедени средства за сите оние категории што беа предвидени во програмата за социјална политика, но исто така и сите ново воведени социјални мерки што ги воведевме во минатиот период, што се однесуваат за неколку илјадници граѓани на Република Македонија, дали ќе бидат обезбедени средства, и гледам дека во овој буџет тоа е обезбедено. Во овој буџет вкупниот број предвидени средства за социјални трансфери е околу 87 милиарди 783 милиони денари, од кои само за пензии и за зголемување на пензиите од 5% или, како што кажавме, линеарно околу 650 денари за секој пензионер, се обезбедени 48 милиарди 662 милиони денари. За исплата на паричен надоместок во случај на невработеност на невработените лица планирани се средства во износ од 1 милиарда 192 милиони денари, а за спроведување на активните мерки за вработување планирани се 331 милион денари, што е премногу важно за да се уште да се намали невработеноста во Република Македонија и да дојдеме до невработеност можеби испод 23%, ако сите се однесуваме одговорно и не правиме проблем. Значи, предвидени се вкупно 17 милиони денари за изведување на градежни објекти за доградба на градинки. Предвидени се исто така околу 70 милиони денари и 700.000 денари за субвенционирање на сметки за електрична енергија на социјално загрозените семејства, и сега во наредната година наместо 800 денари ќе биде 900 денари за секој семејство. Исто така за ромското население предвидени се проекти за реализација на стратегијата на декадата на ромите. Предвидени се дополнителни 84 милиони денари 430.000 проекти и мерки за вработување и поттикнување на вработеноста. Предвидени се 9 милиони денари и 504.000 за проектот за вработување на деца без родители. И она што исто така е премногу важно, од април 2016 година ќе се направи зголемување на коефициентот на плати на вработените во детските градинки, за кои се обезбедени 12 милиони денари
значи сите вработени во детските градинки ќе добијат зголемени плати. Многу важна ставка за мене во буџетот е ставката од 80.911.480 денари за трансформација на работниот однос во Министерството за труд и социјална политика и во центрите за социјална заштита и за детска заштита. Значи, предвидени се средства за нив. За континуирана реализација на проектот за банјско-климатска рекреација за пензионерите предвидени се 35 милиони денари. Морам да кажам дека овој проект, уште еднаш ќе потенцирам дека многу илјадници пензионери во Република Македонија прв пат појдоа на бања и видоа некој да се грижи за нив со овој проект, што е многу важен. Исто така, во буџетот, како што реков, предвидени се средства за ново введените социјални права, а тие права беа еднократна парична помош за секое дете без родители, мерката за заштита од енергетска сиромаштија, правото на додаток за слепило за потполно слепите лица, додаток за потполно глувите лица, додаток на деца со Даунов синдром и така натаму. Значи, за сите овие ново введени социјални мерки се предвидени средства. Но, почитувани граѓани на Република Македонија, јас доаѓам од Кичево и сигурно важно ми е што во овој буџет е предвидено за мојот град и за граѓаните од Кичево. Покрај се ова што спомнав во врска со плати, пензии, зголемување на пензии и плати, важно да напоменам е дека во овој буџет се предвидени околу 120 милиони денари за изградба на болницата во Кичево и Тетово. Морам да кажам дека оваа болница почна со изградба некаде 1993 година, значи поминаа 20 години, таа беше оставена на забот од времето и можеби се изгубија неколку стотини илјади тогашни марки или сега ако сакате евра, затоа што забот на времето ја оштети, се уништи и од овој буџет и од минатиот буџет почна реконструкцијата на болницата, затоа што мораше да се смени и проектот, затоа што проектот не беше ревидиран од Институтот за сеизмологија и сега имаме одличен проект што се реализира во Кичево и мислам дека до наредната година ќе биде завршена болницата во Кичево. Многу важна ставка во буџетот е и ставката од 553 милиони и 682 илјади денари за ТИР зоните во Република Македонија, за технолошко индустријско развојните зони во Македонија, каде што е зоната во Кичево и се надевам дека целата инфраструктура до крајот на наредната година ќе биде завршена, но уште поважно е тоа што веќе има заинтересирани нови компании кои покрај Key Safety Systems ќе инвестираат во зоната во Кичево. Исто така, во буџетот на Република Македонија за наредната година предвидени се околу 60 милиони денари од преку Министерството за животна средина за изградба на колектор за отпадни води и пречистителна станица во Кичево, што е проект многу важен не само за граѓаните на Република на Кичево, него и за сите граѓани на Република Македонија, затоа што загадувањето на реката Вардар и Треска почнува од Кичево, од нејзиниот извор. Со реализација на овој проект ќе имаме еколошки чиста вода во потечението на реките Треска и Вардар. Исто така, предвидени во буџетот на Република Македонија се околу 17 милиони денари за модернизација и рехабилитација на магистралниот пат А2 кој транзитира во Кичево и кој после изградбата на автопатот од Кичево кон Охрид ќе стане булевар во Кичево и тоа е добро да се реконструира и ќе остане тоа за Кичево и граѓаните на Кичево.
Во тек е изработка на главниот проект за изградба на нова железничка линија од Кичево кон Лин, Република Албанија. Во моментов се работи проектот. Од буџетот се предвидени 1.200.000 евра, а другите 6,5 милиони евра ќе бидат средства од ЕУ, тие се некаде 85%, од буџетот се предвидени 15% или 1.200.000 евра за изработка на овој проект. Проектот го изработува шпанската компанија Типса и ќе биде изработен до крајот на наредната година. Се надевам дека и од 300 милионите денари во буџетот предвидени за рамномерен регионален развој преку југозападниот плански регион во кој спаѓа Кичево и преку Бирото за рамномерен регионален развој, дел од средствата ќе бидат искористени за проекти во мојот град. Се на се сметам дека со овој буџет и сите граѓани на Република Македонија, а посебно граѓаните на Кичево, треба бидат задоволни. Благодарам.